8 часот 42 минути. Марија, без проблеми, се откачило микрофончето. Еве ќе дојдам јас до Марија да го наместиме микрофончето. Емисија во живо. Да, апсолутно, имаме многу убава инспиративна приказна благодарение на нашата соговорничка која што имаме наредниве минути во утринската програма, дека имаме млади талентирани луѓе, тоа апсолутно го знаеме и тоа сме го потврдиле низ годиниве и во Македонија наутро, но дека заслужуваат истите тие големо медиумско внимание се потврдува и денеска. Една од нив е токму Марија Најдовска, која што имаме во утринската програма, музичарка која што години наназад руши стереотипи во однос на свирењето труба, кое што многумина, не знам зошто, но ја доживуваат како машки инструмент. Се надевам, вели, дека во Македонија ќе бидам инспирација за повеќе девојки да свират на овој инструмент, а нејзината приказна секако ја имаме утрово во Македонија наутро. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро и на вас. Најпрво фала ви за поканата. Чест ми е задоволство што сум тука за вас. 24 години имаш, така? 24, да. Сега тази дипломирана, да ти честитаме прво тоа. Благодарам многу. Многумина да спомнавме во најавата, трубата ја доживуваат како машки инструмент. Не знам зошто, но ете, нека биде така. Зошто од сите можни инструменти, кај вас изборот падна на трубата? Трубата буквално беше љубов на прв поглед и звук кога го слушнав. Кога имав 12 години, ни презентира инструменти, секогаш презентира во нижото музичко. Тогаш професор со студент дојде да презентира и кога го слушнав реков пробав прво нели да дувнам и реков дека морам тоа да го свирам. Прво сите беа нели зачудени баш ради тоа дека до тогаш беше као машки инструмент, но подоцна мојот професор Александар Николовски ми ја разви љубовта. Единствена во генерација девојка која што бевме две девојчиња, но јас продолжив, она за жал се откажа. Сега си единствена кај нас, така? Да, единствена. Имаш наназад годиниве истражувано, дали имаш колешка? Имав вака од разговори со професори. Во нижото музичко бевме, мислам дека 3 девојчиња, но подоцна во средно и факултет јас сум единствена. Како е глобално на оваа тема? Има? Женските ако збориме во Македонија сум јас, ако збориме надвор од светот, има повеќе. Има само кај нас е уште тој стереотип. И ве го рушиме, затоа денеска те повикавме. Добро, низ годиниве имаш настапувано и со повеќе оркестри и состави во Македонија и во други држави. Испрати неколку фотографии кои што се дел токму од тие настапи. Можеме ли во досегашниве години да издвоиме некој од нив што ти оставиле најголем впечаток до сега? Дефинитивно најголем впечаток би кажала концерт во Будимпешта. Бевме преку Фемс. Тоа е, како сега да го наречам, да не сгрешам француски. Често ни се гости во Македонија наутро, апсолутно знаеме за кој разговор. Концертите ги следиме. Да, они се прекрасни сите. Тој концерт таму, мислам дека се представивме многу добро пред таа публика таму. И исто што би издвоила концерт е со Биг бендот под диригентска палка на Љупчо Мирковски за Бела ноќ, македонски евергрини. Дефинитивно. И во однос на репертоарот, што најубаво, најлесно се свири на труба и што од друга страна вам ви е омилана како? Најлесно, Зборам за класичната музика или пак други жанрови, така некако? Би рекла дека другите жанрови се кај полесни. Да? Класичната музика е тешка, значи носи техника, музикалност, сите тие работи. Најлесно ете така некои песнички. Ако потекнуваш од музичко семејство, обкружувањето ти е музичко. Ние преку твојот чичко го договоривме така. Вујко, да. Вујко, се извинувам, го договоривме, веќе го поздравиме ако не гледа твоето гостување, исто така и он музичар, ќе го поздравиме Фриц, така и луѓето го знаат нели по неговото уметничко име. Прашањето ми е, те малтретира под наводници семејството некогаш на собиранки, на славење и слично, да ја земеш трубата со оглед на сите работи кои што досега ги кажавме, единствено девојче кој што свири труба, единствено и во семејството, а труба е инструмент кој што знае да расположи.
Па, баш со таа страна што моите се повеќето музичари ја знаат таа работа и искрено не ме тераат. Така сите си се веселиме на свој начин. Секако се случува да на веселби или на роден ден и да ја земам трубата да отсвирам нешто. Тука се сите, и вујко ми, и татко ми, брат ми, буквално многу сме. Секој по нешто се отсвирува. И за да звучи тоа така прекрасно, потребно е многу вежбање, Марија. Да. Јас имам комшика која што свири прекрасно на пијано, до пред известно време работеше во Македонската филхармонија и едва чекам да почне да вежба дома и да се релаксира, бидејќи тоа мене навистина ме опушта. Но звукот на пијаното е многу поинаков од звукот на трубата. Колку време во просек е потребно за да се вежба и пречи ли на околината? Пречи, дефинитивно на околината. Јас имам среќа што живам во куќа, имаат среќите околу мене. Но сепак се слуша. Звукот на трубата, како што рече, е друго, пијано е друго. Така, колку и да се трудиш тоа да е тивко, се слуша. Моите дома се навикнати, како што кажав, секој си го вежба своето, така да нема никаков проблем. Се комшиите до сега нема поплаки. Мислам немале никаков лош збор или така нешто. За вежбање стварно треба многу. Буквално ова нашево е мускул и треба да се одржува. Значи треба дневно сигурно по 5 сати секој ден. Толку време и се уште? Да, се уште. Тоа е буквално цел живот. Ако сакаш да се занимаваш со таа професија, мораш така да продолжиш. Добро, работно време од 7-8 часа дневно, од нив тоа е нашата работа. 5 на проби. Добар се овде каде што си. Па супер, и ние 3 часа зборуваме. Рано наутро, 5 часа свири труба, значи секој со своето. Јас барем така ги разбирам работите, но јас кога би можел да избирам повеќе би свирил сега отколку што би зборувал. Новие 40 на години, бидејќи опуштаат инструментите. Тоа е еден убав начин на медитација. Јас секогаш сум се восхитувал на луѓето што имаат сенс за музика, за пеење, за свирење инструмент, бидејќи малку гледам тука и љубоморно и себично. Ако се нервозни, не им е добар денот, знаат како да се исклучат. А ние со зборење што пред огледало треба да зборуваш и уште повеќе тензија да создаваш. Многу зависи што зборуваш. Може ли да се заработи доволно за живот? Кај нас како свирач на труба, кои се најголемите предизвици за еден млад музичар? Може. Дефинитивно може. Ако е некој трудолюбив, си ја сака работата што ја работи, може да успее многу. Кај нас доброто нешто е што никој не те ограничува со едно нешто. Можеш да свириш многу повеќе и да си вработен, можеш да свириш многу концерти на страна од тоа. Што се сега ќе кажам добро платени. Така да дефинитивно може. Тоа е добро да може. се слушне, се цени. Дефинитивно може. Ме прашавте за предизвиците. За предизвиците за еден млад музичар, имаш 24 години, таза си дипломирана, гледам по одговорите, си ја сакаш земјата, не споменавме надвор, странство или слично, но... Иако добре да се појде на концерт надвор, за такви патувања службени, за тоа секако, но затоа прашуваме околу чисто предизвиците кои што мислиш дека... Тешко е додека се истакне човек тука, додека се пробие. Прво, дефинитивно би сакала тука да успеам. Прво, повеќе би ми било мило во мојата земја да имам некој успех, па сега ако ме однесе патот и надвор, секако тоа е плюс, ние музичарите сонуваме големи работи, секако тоа би било супер, но прво сакам тука. Еден од предизвиците што би можела да спомнаме, нели, човек да се вработи. Кога сме кај вработувањето, за никоја минута... договор. Како настапи? Добро беше да можев тоа да го подобам, апсолутно. Не, така настапи. Кога сме? За никоја минута ни доаѓаат колеги од филхармонија, твои колеги, ти си дипломирана, сепак сте колеги. Од филхармонија, челисти се, не се трубачи, имаме маестрални трубачи во составот на филхармонија. Дали би сакала рамо до рамо наредниве години да седиш и свириш со нив? Секако тоа ми е голема желба, стварно голема желба. Би се потрудила, има аудиции, стварно ќе дадам се од себе да бидам на тоа ниво.
стварно тоа ми е една од желбите. Епа, јас посакувам да те гледам и во составот на Филхармонија во годините кои што следуваат. Благодарам. Тоа беше нашата гостинка, тоа беше младата Марија Најдовска, единствен дипломиран трубач кај нас, има 24 години, верувам дека Македонија и македонската уметност максимално ќе го искористи тоа што всушност ете досега низ годиниве наназад го имаш вложувано во себе за да дадеш и да подариш на нашата уметност. Ти благодарам. Благодарам. Се обидовме да рушиме стереотипи, се надевам дека за некоја година ќе имаме уште 2-3 дами овде како што ќе зборуваат токму на оваа тема.